Во понеделникот, во 360 степени гостуваше председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети. Зборуваше пред се на политички теми, но доби и вакво прашање. Дали треба да заклучиме дека семејството Ахмети е во бизнисот со увоз на мазут? Unë u siguroj që familja Ahmeti nuk ka fare të bëj me se kishte emrin Erxhan Sulkoski. Зошто му го поставивме ова прашање на Али Ахмети и кој е Ерџан Сулкоски? Денот бил 11 јануари 2022 година, кога две лица склучиле договор за основање на фирмата КСА Интернационал во Република Северна Македонија. Името на едниот содружник е Куштрим Смајлај, во тој момент германски државјанин со привремен престој во Зајас. Во документите од Централниот регистар не пишува дека истиот Куштрим Смајлај е зет на лидерот на ДУИ Али Ахмети, сопруг на неговата ќерка Ускана. Вториот содружник во компанијата КСА Интернационал е Ерџан Сулкоски, македонски државјанин со адреса на живење во Кичево. Според податоците од Централниот регистар, веќе во првата година од работењето, фирмата на зетот на Ахмети и неговиот партнер направила приходи од 12 милиони евра и профит од 2,5 милиони евра. Ке се согласите, ова е добар стартап. Куштрим Смајлај може да предава на некоја академија за стартап. Unë nuk i di të dhënat konkrete, por Kushtrim го знаете. Kushtrimi është dhëndri jemi, Uskana është shumë e vërtet që është vajza e ime, por prokuroria, gjyqësia, asnjë nuk është në amnesti, por të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Unë nuk mendoj që është vetë kushtrimi, dhëndri, sigurisht që janë me shumë kompani të tjera, dhe unë nuk mund t'ja ndaloj kërkujt, zotë familjes time, që të mos kenë aktivitete, por ua kam bërë të ditur, që përpara ligjit janë si çdo qytetar të barabartë. Мислењето на Ахмети дека неговиот зет е партнер во КСА Интернационал со многу други компании не е точен, бидејќи негов единствен компањон досега бил Ерџан Сулкоски. Велиме досега бил, затоа што Сулкоски му го продал својот удел на Куштрим Смајлај во август годинава за само 2500 евра, колку што му бил основачкиот влог. Не помалку интересно е тоа што кога Сулкоски и Смајлај ја регистрирале фирмата, за седиште ја избрале адресата Партизански одреди број 102 во Скопје. На локацијата има стамбена зграда со повеќе станови и локали. Случајно или не, дел од нив се во сопственост на фирмата Пуцко Петрол или семејството Јаховски. Случајно или не, на Пуцко Петрол и семејството Јаховски и бензинската пумпа веднаш до зградата на Партизанска број 102. Тоа истото семејство Јаховски на пратеникот од редовите на ДУИ, Исмел Јаховски. А Исмел Јаховски го знаете? Ismail Јаховски në njoh, është deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim. Може да го прашате него и за Ерџан Сулкоски, а и Куштрим може да го прашате. Do i pyesem, keni bërë kurreshtar, sepse unë vërtet nuk e di. Но партнерството со зетот на Ахмети не е единствениот бизнис во кој влегол Ерџан Сулкоски во 2022 година. Во август таа година, односно 8 месеци откако почнал бизнис со Куштрим Смајлај, влегол и во компанијата РКМ, која до тој момент е во 100% собственост на Радко Капушевски. Не само што влегол во РКМ, туку и станал доминантен собственик со 65%, и тоа со влог од околу 24.000 евра во основната главнина. Сето ова се случува неколку месеци откако РКМ добива 2 тендера за набавка на мазут за потребите на електрани на Северна Македонија од вкупно 112 милиони евра. Што значил тој тендер за РКМ, покажува историјата на финансиски податоци на фирмата. Во 2018 година РКМ е компанија со приходи од околу 67.000 евра. Следната година расте на приходи од околу 800.000 евра, па на околу 1 милион, па на близу 8,5 милиони евра. За лани да забележи вртоглав раст на приходите од 110 милиони евра. Ако се погледне профитот пак, РКМ во 2018 година имала профит од околу 50.000 евра,
што и бил најдобар резултат се до 2021 година, кога профитот се искачил на 220.000 евра. Лани добивката скокнала на 6,2 милиони евра. Или, додека зетот на Ахмети е бизнис партнер со Ерџан Сулковски и прави профит од 2,5 милиони евра во првата година од работењето во фирмата КСА Интернационал, 2022-та, истиот Сулковски влегува како мнозински сопственик во фирмата РКМ за мали пари во истата 2022 година, кога РКМ прави профит од 6,2 милиони евра, поради претходно обезбеден тендер за државните електрани тежок 112 милиони евра. Дали треба да заклучиме дека семејството Ахмети е во бизнисот со увоз на mazut? Unë unë siguroj që familja Ahmeti nuk ka fare të bëj me se kishte emrin Erџан Sulkovski. 360 степени испрати прашање до Демократската унија за интеграција. Дали Али Ахмети се распрашал за Сулковски и кој е неговиот став за поврзаноста на бизнисменот со неговиот зет? Пративме прашање и до Ерџан Сулковски преку компанијата РКМ. Како успел со влог од само 24.000 евра да стекне 65% од сопственоста на компанија која имала обезбеден бизнис од 110 милиони евра и сосем очекувано ја завршила годината со милионски профит. До затворањето на историјата не добивме одговор.